Голем дел од македонските деца се помалку си играат надвор во природа или ако веќе се надвор, тогаш на клупите пак гледаат во мобилните телефони. Разните игрици и социјалните мрежи им стануваат главна физичка активност, игра и дружење. Во Германија истражувајќи дошле до податок дека над 6% од децата веќе имаат стекнато зависност од гледање во екраните и тоа по најмалку 3 до 4 часа дневно. Сигурно е слично и кај нас, ако не и полошо. Нешто треба да се превземе. На децата им треба и детство, а да не зборуваме дека постојано зјапање во екраните според психолозите е потенцијална опасност за менталното здравје. Пред некој ден данската влада најави забрани на употребата на социјалните медиуми од страна на деца под 15 години. Само родителите ќе можат да дадат согласност за пристап до одредени платформи за деца на возраст од 13 години и повеќе. Австралија минатата година ги забрани социјалните медиуми за деца под 16 години. Во Македонија можеби забраната не е потребна, но поголема контрола и објаснување од родителите и училиштата мора да има. Социјалните медиуми се добри ако се користат за комуницирање едни со други и за да се учат корисни работи. Се додека ова се прави во умерени количества, а децата во другото слободно време си играат надвор, состојбата е сосема во ред. Од пристигнатите 25 случаи, Интерната комисија за кардиолошки и кардиохируршки интервенции анализирала 19, а кај 10 случаи утврди дека операциите били извршени непотребно. Оваа загрижувачка вест ја соопшти денеска министерот за здравство Азир Алиу, кој додаде дека комисијата утврдила дека 6 од случаите треба да се испратат до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи таа не е надлежна. Председавачот на комисијата Жарко Христовски рече дека во оваа првична фаза анализирале само потреба од реваскуларизација кај пациенти кои имаат васкуларна болест, а сите други пациенти ќе се анализираат по пријава или при следната фаза од нивното работење. Во оваа фаза вели тој дека нема да откријат во кои болници се откриени неправилностите и најави конечен комплетен извештај, од кога ќе го додаде ставот и меѓународната комисија. За подсетување, сето ова истражување се прави откако познатиот кардиохирург Сашко Кедев обзнани дека во некои приватни болници се вршат непотребни хируршки интервенции за да се дојде до поголем профит. По вчерашното укажување на премиерот Мицкоски дека јавноста треба да знае дека реформите од областа на правосудството се всушност за повисоки плати на судиите, а не за суштински измени. Денеска Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии преку соопштение му реплицираа дека тој прави неаргументирани и паушални напади. Веќе подолго време вашите коментари кои ги давате за судиите и судството ја преминаа границата на доброто однесување. Критиката е добронамерна само кога се даваат конкретни забелешки и конкретни предлози за решавање на проблемите, се наведува во соопштението. Како круцијален проблем е истакната и финансиската зависност на судството од државниот буџет, а во оваа смисла платите на судиите се само еден сегмент од финансиската независност, додаваат судиите. Инаку Мицкоски вчера нагласи дека знае дека ќе го нападнат судиите, но дека моралот не му дозволува да се согласи со зголемување на плати на луѓе кои имаат никаков рейтинг. Ако е тоа клучната реформа, простете, јас нема да ја направам. Не можеме да одвоиме повеќе пари од најразвените земји во Европа за финансирање на судовите, рече Мицкоски. Започна комисиската расправа за буџетот 2026 во Собранието. Ке се разгледуваат околу 200 амандмани поднесени од пратеници. Во новиот буџет, предложен од владата, предвидени се приходи од околу 6,1 милиарди евра и расходи од приближно 6,7 милиарди евра. Економскиот раст е проектиран на 3,8% со инфлација од 2,5%. За ВМРО-ДПМН буџетот представува мотор за развој, ќе отвара нови работни места и ќе се градат инфраструктурни проекти. За СДСМ и Левица во буџетот гледаат купување на социјален мир без можност за раст и развој. Комисиските расправи ќе траат и следната недела, а се очекува на пленарна седница да биде поставен на 9 декември. Денеска на сметките на граѓаните што во ноември пред 2 години купиле државни обврзници ќе им легнат парите од основица плюс камата.
Министерството за финансии информираше дека ќе бидат исплатени средствата од обврзницата во износ од 17,6 милиони евра, плюс камата од 880.000 евра. Граѓанската обврзница, како нов инструмент за поддршка на буџетот, беше воведен во 2023 година. До сега се издадени 2 емисии обврзници во вкупен износ од 41,1 милион евра. Во тек е подготовка за издавање на нова обврзница. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за данокот на додадена вредност го помина првото читање пред Собраниската комисија за финансирање и буџет. Со измените и дополнувањата се брише ослободувањето од ДДВ за увоз на поштенски пратки со мала вредност до 22 евра, испорачани од странство. Во иднина ослободувањето ќе важи само за пратки испратени од физичко до физичко лице. Ова значи дека ефтините пратки од популарните кинески платформи Тему и AliExpress ќе поскапат најмалку за 18%. Неуспешен фудбалски ден имаа вчера македонската сениорска репрезентација до 21 година. Најдобрите македонски фудбалери во пресрет на клучниот надпревар во квалификациите за светско првенство против Велс на 18 ноември одиграа без голови во пријателската средба против Летонија во Скопје. Младата репрезентација пак во рамките на квалификациите за Европското првенство загуби во Битола од Шведска до 4:1. Македонија дојде во водство, но шведските млади фудбалери направија комплетен пресврт и со 4 гола ги отпишаа сите надежи за Македонија за пласман во баражот за првенството на Европа. Искористете го викендов за прошетка во парк или на планина, затоа што стабилното суво и сончево време ќе го има уште викендов. Од понеделник попладне па во текот на целата следна недела ќе биде врнежливо. Во некои региони на Македонија дождовите ќе бидат обилни. Ќе има и силни ветришта. Дневните температури викендов ќе се движат до 15 степен, а на југот од државата и до 20. И во Скопје и околината викендов времето ќе биде пријатно. Во центарот на Љубљана синоќа со остар предмет бил нападнат возач на градски автобус. Нападнатиот со тешки повреди во пределот на главата идно бил пренесен во клиничкиот центар. Напагачот избегал, а љубљанската полиција започна обемна потрага по сторителот. Во Хрватска се урна турски авион Air Tractor во близина на Сењ. Во несреката загинал 45-годишниот пилот. Авионот сообрекал на повратен лет помеѓу Риека и Загреб, инаку истиот пилот во август оваа година преживеал пат на противпожарен авион во северозападна Турција. Во Европската Унија се иницира измена на регулативата за царини, со која би се укинало правилото за ослободување од царина при увоз на стоки од трети земји во Унијата, чија вредност е до 150 евра. Ваквата одлука би требало да биде усвоена што е можно побрзо за да може да стапи во сила уште во текот на 2026 година. Тоа во пракса ќе значи дека по усвојувањето на измените, жителите на ЕУ за секоја нарачка од кинеските сајтови за електронска трговија Тему, Shein или AliExpress ќе мора да плаќаат царини. Сега за пакети на производи во вкупна вредност до 150 евра нарачани преку кинеските онлайн продавници, жителите на Европската Унија не плаќаат царини. Стотици руски дронови и неколку ракети синоќа го нападнале Киев. Украинските медиуми известуваат за еден загинат, многу повредени. Во исто време руските сили се повеќе го пробиваат фронтот кај Покровск. Од друга страна, Украина синоќа со дронови гаѓаше во рускиот град Новоросијск, оштетувајќи нафтен терминал и предизвикувајќи голем пожар. Германскиот канцелар Фридрих Мерц му порачал на украинскиот претседател Володимир Зеленски да се погрижи младите мажи од Украина да не доаѓаат масовно во Германија, туку да останат дома и да се борат. Земјите од Европската Унија регистрирале пристигнување на речиси 80.000 украински бегалци во септември. BBC му се извини на американскиот претседател за тенденциозно монитираната верзија на неговиот говор од 2021 година, но одби да плати оштет од $1 милиарда, како што побара Доналд Трамп. Минатата недела генералниот директор поднесе оставка. Скандалот многу му наштети на BBC, кој го уверуваше светот дека е пример за непристрасно новинарство. Две деца од Германија кои биле на одмор во Истанбул заедно со своите родители починале од труење со храна.
Родителите се на интензивна нега во болницата и покрај сите напори, децата на возраст од 6 и 3 години не можеле да се спасат и отие започната истрага за утврдување на причините кои довеле до труење. Според турски медиуми, семејството јадело школки купени од уличен продавач во туристичката област на европската страна од Босфорот. Вработените во Starbucks САД почнаа штрајк токму на денот на црвената чаша, кога компанијата има најголема продажба на кафе во годината. Штрајкот затвори 65 продавници во 40 градови. Вработените бараат потпишување на колективен договор со компанијата за регулирање на нивните права.